Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде пратеникот Миле Левков. Добре дојде. Добре дојдов, благодарам на поканата. Миле, ти дојдеш буквално кажано скоро директно од собрание, каде што денеска е поставен првиот чекор, е направен за праќање на пржинската влада во историјата, изгласена е потребата за измени на законот. До каде е работа? Така е, предлогот за измени и дополнување на законот за влада, практично со кој што се врши согласување со дел од новиот закон за организација на државната управа и најважното се укинува она што се нарекува пржинска влада или техничка влада, кое што беше договорено и е дел на политички договор, влезе денеска во собрание, затоа што конечно е потребно да се стави крај на политичките пазари, на политичките преговори кои што се дел од политиката. Време е да имаме една предвидлива и стабилна влада. И самите знаете дека така наречената пржинска влада е дел на политички договор, а политиката редно време е да и користи на државата и на државните институции, а не да биде обратно. Односно, волјата на граѓаните преку собранието се рефлектира таа волја во владата и таа влада е одговорна и кон граѓаните и одговорна за своите постапки. На овој начин, со техничката, односно со пржинската влада, се прави една дивоградба во самиот систем, во кој што политички преговори или ставови на политички партии, меѓусебни договори, овозможуваат некој да седне, да ја заземе фотелјата и практично се искривува сето она што значи демократија и демократски процеси. За жал, гледаме сега и во јавност и во медиумите дека опозицијата, односно СДСМ, се противи и се спротивставува некако лицемерно на ова решение, иако гласаа за потребата за овој предлог закон во собрание. Зошто е непотребната драма, не знаеме, меѓутоа гледаме дека навистина им е тешко да се разделат со пржинската влада, иако немаат никаков основ, затоа што ова предлог законско решение за изменување на законот за влада е предложено на начин на кој што се предвидува техничката влада, односно пржинската, да функционира и за следните избори, без разлика дали ќе се редовни или предвремени, со што практично значи дека опозицијата, односно СДСМ, нема да загуби ништо, односно нема простор за ваквиот начин на реакција, меѓутоа признаваат дека нема шанси да ја освојат власта во блиски иднина, па се надеваат некако да добијат продолжување на овој политички договор. Ке повторам, политиката е време да застане во улога на институциите, во улога на државата, затоа што нереално е да имате една држава која што е демократски, признаена за демократски. Ќе ве потсетам дека постмониторингот за Македонија се укина, со што практично е признаена Македонија и македонската демократија како стабилни, како држава со стабилни институции и стабилна демократија. И навистина е бесмислено да имаме еден ваков закон во кој политиката се става над демократијата. Нивните ставови во овој момент се во насока на рушење или спротивставување на основните принципи на демократијата. Според многумина, пржинската влада, зборуваме за правните експерти, една од најголемите политички дивоградби во македонската историја, беше донесена како уредба во време кога темни едни времења, под притисок и на меѓународниот фактор, под притисок и на една шарена револуција, на сето тоа што се случуваше за жал во Македонија, беше донесена и буквално кажано и скоро во пакет со едно специјално јавно обвинителство кое што видовме како завршува. Еве уште една госпожа од трите грации остана на позициите во јавното обвинителство, другите две, едната си замина, другата замина во една апсана со криминали, тешки рекети, но во исто време буквално се случуваше ова. Дали се сложуваш дека ова беше тешка, што би рекол оној од Муртино, геостратешка грешка, но беше под притисоци и се, не требаше да се случи според многумина, но се случи и мислам дека еве сега и правните експерти она што го зборуваат, го пренесуваме овде, дека ова е еден од најпотребните потреби за Македонија. Не само за имиџот, како што кажа ти, бидејќи е страшен удар за имиџот на една демократска држава каква што е Македонија, како да сме не знам од каде паднати од Марс или некоја трета разредна демократија, секој избори ние бидејќи нема доверба во власта, нема во системот, значи во државата, се случуваше тоа, но сепак се сложуваше дека ова беше една од поголемите грешки во македонската политичка историја, бидејќи да, се случи со притисоци и беше од немајкаде ајде да биде, не верувам дека ќе се согласеше и тогашната влада на ВМРО без
тоа што се случуваше околу нив. Се сеќаваме што правеа амбасадорите тогаш, особено американскиот и на Европската унија, нели, не германскиот, не холандскиот, не британскиот, ги знаеме и по имиња и денешните не ги знаеме затоа што не се такви какви што беа оние. Во едни тешки времења се донесе, но се случуваш дека е една од најголемите грешки. Постојат одредени постулати на кои што функционира и демократијата и државата. Так. Кога имате демократија, има одредени би рекол критериуми кои што мора да бидат исполнети. Тоа е власт на мнозинството, право на критика и опозиција на власта, почитување на малцинството и така натаму. И нема бегање надвор од тој систем. Самото градење на ваква техничка или пржинска влада значи дека некој кој што не е избран од народот, не го представува народот, не доаѓа од народот, ќе седне во одредено министерско столче и тој ќе може да гради одредени политики. Ќе ве потсетам, на тој начин Оливер Спасовски седне и беше на челото на Министерството за внатрешни работи долги години. Уште пред да ја преземат власта, затоа што тој, благодарејќи на оваа дивоградба во правниот систем, техничка или пржинска влада, станува нели технички министер за внатрешни работи. Видовме во Македонија што се ни се случи во меѓувреме. Какви промашувања оствари тој. Зошто? Затоа што човек кој што не излегол на избори, не добил соодветен легитимитет и тој легитимитет не му бил пренет негов, благодарејќи на политички преговори, а кога вие добивате одредена функција и задача благодарејќи на политички преговори, најпрвин вие имате одговорност кон политичката структура која што ве довела на власт. Видовме дека тој представуваше и можеби денеска представува една политичка гарнитура во тоа време предводена од Зоран Заев, која што јасно имаше интереси кои што беа и се косеа со државните интереси, односно беа водени од лукративни интереси. Овде спаѓа и специјалното јавно обвинителство, и тоа сме го споменале 1000 пати. Време е да градиме стабилни институции, силни институции, наместо силни поединци. И повторно во тој временски период, вие ќе се потсетите, влеговме во градење не на силни институции, туку во едно би рекол идолопоклонство, каде што се печатеа на мајци, се снима рекламни спотови, се снима рекламни филмови, во кои што се идолизира одредени личности и тоа на сметка на кредибилитетот на институциите. Силна држава имате само кога имате силни институции и институциите му припаѓаат на народот, а не на поединецот. Затоа што функциите за кои што се избрани се менливи. Вие денеска можеби да сте на функција, од утре престанувате. Важно е кредибилитетот и она што ќе го оставите да биде вткаено и да биде дел од системот и да биде дел од определени би рекол од определени вредности кон кои што вие се стремите. За среќа, во моментот Македонија има влада која што приоритети е и реформската агенда и усогласување со европските стандарди и за демократија и за функционирање на институциите, и токму во таа насока и овој закон со кој што се укинува таа пржинска или таа техничка влада. Само на тој начин ќе градиме силни институции кои што ќе представуваат државата и ќе ги представуваат граѓаните, а нема да овозможуваат, би рекол, меѓусебна соработка на различни политичари кои што благодарејќи на преговори кои што се воделе за затворени врати како што се воделе, представуваат само нечи тесни, би рекол, лукративни интереси. Расчистувањето буквално со оваа пржинска влада, бидејќи уште еднаш ќе биде, па потоа ќе ги нема, кога и да е. Значи, расчистување со дел од црните петна, го спомнав и СЈО, го спомна и ти, тоа е едно од најголемите исто така црни петна во македонската историја. Предпоставувам да не се шегуваме дека тие 2% доверба, а обвинителството еднаш имаше 1% доверба на една анкета, се должи токму на Катица Јанева и она екипа или банда, да ја наречеме, околу неа. Очекуваш сега, бидејќи го рехабилитираа буквално кажано јавниот обвинител кој што беше казнет зашто се занимаваше со нивните бонуси, зборуваме за Јован Цветановски, и Хајрулахи си замина од таа позиција, двајцата меѓу другото они бунтовници кои што не сакаат да играат нели по нотите на Коцевски. Очекуваш да се врати овој случај конечно да се расчисти со уште едно од најголемите црни петна од тоа време, идентично, тие беа двете мртвороденчиња од самиот старт, едното заминува во историјата веќе, очекуваш да се случи истото и со СЈО, да се отворат конечно тие случаи, да се види кај завршиле тие 4,6 милиони евра. Костов кај мене беше, ми ги прочита директно и кој колку земал, тоа се стотици илјади, илјадници евра, десетици илјади, кои што се земени без
никаква потреба, незаконски се, да се расчисти и со тие луѓе кои што меѓу другото се виновни за тоа 2% или 1% доверба во јавното обвинителство и во судството. И македонското судство, и македонските институции се жртви на системско разрушување на институциите кое што започна од времето на Зоран Заев и систематски продолжува. Зошто? Затоа што некој имал, како што реков, очигледно други интереси кои што се косат со државните и со националните интереси, и тоа не е случајно, не само парите на специјалното јавно обвинителство. Ќе ве потсетам дека на телото за судски реформи во тоа време кога се презема власта, на чело на телото за судски реформи застана токму Зоран Заев, го наследи Бојан Маричич, заедно потрошија 2,2 или 2,6 милиони евра за реформи во судството. Видовте како завршија тие реформи? Аболиран криминалец, кој што нели беше аболиран за случајот за кој за Глобул, јавноста добро го знае, застана на телото за судски реформи и притоа тој насочуваше средства и предвидуваше одредени трошоци за судството и така натаму. И како завршија тие реформи? Со целосна девастација на судството. И не само на судството, туку и довербата која што имаат граѓаните не само во судството, и во самите институции. Во меѓувреме, ако направите вие анализа, ќе видите дека нашите граѓани кога се жалеле, например, ако ги вратите жалбите, наместо кон инспекторатот за труд, тие се жалеле во невладини организации. Бројот на поднесоци е 10-20 спрема 1. Тоа значи систематско уривање на довербата кон државата. И ние секогаш кога зборуваме за судството или обвинителството, некој ќе не свати погрешно дека ги напаѓаме сите луѓе кои што работат во таа фела. Апсолутно не. Апсолутно имаме пречесни професионалци и во обвинителство и во судство, луѓе кои што си работат својата работа, меѓутоа кои што не можеле да дојдат до израз до внимание, затоа што ние имавме обвинители и обвинителки кои што имаа имидж на и однесување на рок звезди. Ние немавме разлика помеѓу поп звезди и луѓе кои што се занимаваат со гонење на, би рекол, на криминал од висок профил. Тоа едното со другото не оди. И затоа е потребно враќање на довербата и токму затоа можеби тој процес кулминираше со измените на кривичниот законник со европско знамеце во времето на СДСМ и дуи кога се избриша одредени одредби дури од самиот член 353 се менува и други членови во кои се одредува висината на казните за злосторничко здружување и така натаму. Тие можеби и помалку нели добија внимание, кулминираше. И сега се враќаме, имаме нов закон за јавен обвинител, имаме нов закон за Совет на јавни обвинители, имаме нов предлог законот за Советот на јавни обвинители се уште е во процедура, помина и второто читање, меѓутоа и за судскиот совет, и за Советот на јавни обвинители. Денеска во собрание не одат на комисија за европски прашања, туку најпрви по нив има јавна расправа, се повикуваат стручни лица од фелата, се сослушуваат нивните ставови и мислења, истите се преточуваат во амандмани, а пред да стигнат во собрание се испратени и добиваат позитивна оценка од Венецијанската комисија. И тоа е огромна разлика и на тој начин се гради систем во кој што не е силен поединецот, туку е силна институцијата. Затоа што еден ден, како генерација политичари, имаме обврска да оставиме силни институции, односно да градиме генерации кои што ќе ја наследат и ќе ја водат државата. Она клика околу Заев и околу Али Ахмети, кој што ја водеше во претходните години државата, има само едно гесло: после мене потоп. И затоа и се случува и она што и се случува. Меѓутоа, пак ќе повторам, имаме влада во која што конечно европските реформи, реформите кои што се однесуваат на владење на правото, управување со јавни финансии, реформи во јавната администрација, се приоритет на оваа влада и конечно гледате и во јавниот дискус, и во разговорите, и во она што се случува во собрание, се донесуваат закони кои што го градат системот и никогаш не се поврзани со одредени лукративни цели, како што беше тоа случајот во претходните мандати кои што ги имаше. Минатата недела имавме една цела дузина судски скандали. Се започна добро со отфрлањето на тужбата на Заев против Бране Петрушевски во Струмица, која што не случајно ја поднесе во Струмица пред Струмичкиот суд од
негов Заев, исто така Горанчи нам се викаше адвокат, но падна тужбата за тоа што судот се прогласи за независен и македонците добија чувство дека конечно се оправаат работите, заминува стравот од онаа бандата која што беше и почнуваат судиите да работат како што треба, за да набргу дознаеме дека Нанев е буквално кажано уште еднаш аболиран, скратени неколку месеци, дека судијата Дзидар бил навистина дзидар и самиот ги дзидал, бидејќи најдоа ДНК во тие стотици илјади евра што ги задзида во дзидот. Па исто тоа за Наке чувме намалување на казните и се, за да кулминира со апелација која што отврли можност браќата, односно патриотите од 27 април да добијат шанса за поновено, обновено, повторено судење, затоа што она со терористите беше тешка, да не речам, брљотина и намерно една политичка финта за сеење страв меѓу народот. Не чепкајте, нели, останете си, гледајте. Беа показна вежба за сите останати. Еве што ќе ви се случи ако дигнете глас против оваа власт, не само за името, против власта на Заев, да не се лажем. Како гледаш на ова што се случи во апелација? Се следуваше една низа на скандали, но ова беше врвот, вчера се случи. Па видете, јас како што реков, тоа е резултат на она уништување, урушување на институциите, а може би приоритет на тоа уништување на институциите и довербата кон нив беше и таргетирано самото судство и се случува тоа што се случува. Ако започнете од поднесување на тужби до ненадлежни судови, не може тоа адвокатот на Зоран Заев да не знае кој е надлежен, затоа што ако го отворите членот 24 од Законот за граѓанска навреда и клевета јасно пишува кој е надлежен. Не може тоа да не го знаат, особено кога имате адвокатски печат на тужбата која што ја поднесувате. Тие тоа добро го знаат. Кога ги споменавте судењето на патриотите, па и сами знаете дека на светските правни факултети, на правниот факултет во Колумбија е еден од предметите кој што се изучува за нефер судење и за нечовечко постапување е токму и овој случај. За жал, долго време користиме како извор на негативни примери, школски извор на негативни примери, меѓутоа време е постепено да се врати довербата. На кој начин? Пак ќе повторам, со системски реформи и со ослободување на стегите од политиката, особено кога станува збор за судството, затоа што на крајот на денот, пак ќе повторам и треба да се знае, правото на правично судење е едно од основните човекови слободи и права. Основно човеково слобода и право е вие и секој граѓанин во државата да има право на фер пристап и фер суде. Кога ќе видите дека судија од Врховен суд и член на Совет на јавни обвинители биле заедно вткаени во мрежа за земање на подкуп и пари на оние кои што наместо да право раздаваат, го раздавале правото налик на некоја тезга во која што се пазарала пресуда и одлука. И ќе ве вратам во времето кога слушавме дека најпрво луѓето се апсеа, па потоа се креира обвиненијата, прво апсете, потоа ќе смислиме под кој обвинение, меѓутоа мораме да ставиме крај, ако сакаме да видиме држава во која што навистина ќе се усогласиме со европските држави и ќе можеме да се осеќаме послободно и да имаме еднаков и фер пристап кон сите, затоа што без судство и без функционални институции, за жал ќе имаме систем кој што наместо помош на граѓанинот ќе му представува само пречка во остварувањето на неговите секојдневни потреби, без разлика дали е тоа образование, дали е здравство, дали е патна инфраструктура или едноставно заштита на негови права пред судот. Враќањето на правдата во Македонија и реформите што се прават во државата не само со законите, туку и со промената на државниот јавен обвинител, кој што претходно чуваше некои работи во фиоките, предизвика огромна доза на паника на една адреса на буквата Б, Бихаќ како да е. И таму веќе 6 месеци се однесуваат многу чудно, непристојно политички би рекол, алфа е директен, нели, мета име постојано меѓу другото, затоа што не им одговара во наративот и постојано укажуваме на работите кои што ги прават, да не речам глупостите, бидејќи дел од нив се премногу ефтини и патетични работи за да нели воопшто им се посвети внимание, но не е на одме да ги демистифицираме и да ги прикажеме какви што се. Но еве, мислам дека врвот на паниката се почувствува и денеска, кога лидерот на партијата и партијата се скараа со еден од 6 градоначалници што ги имаат, се скараа со градоначалникот на Крива Паланка. Има и муабе дека уште еден градоначалник од една општина на буквата Ц, Скопска, дека и тој не име баш
многу наклонен што би дошло до бројката од 4, но еве политичката логика каква и да е. Имаш 6 градоначалници, меѓу другото, ово е еден од најголемите победници, бидејќи сите другите се по многу помали места, освен центар, Крива Паланка, другото се селца, да не се лажеме. И сега, наместо да го држите, нели, вака в раце, вие се расправате со него и го правите подолу од не знам што. Пред 6 месеци јас пишував баш на таа тема денеска и за Курир, говорот на Филипче во фалењето на Сашко Митовски и сегашните зборови на партијата, кои што се реално негови, партијата не може да не стои лидерот задня. Како гледаш на овој чин на, еве, буквално мислам дека ова е врвот на она што е натежнатото кај нив врз плеките од она што ќе следува, се вика, одговорност, и премиерот пројави чувство дека нешто се случува. Мислам дека тоа чувство го дели целиот македонски народ, да не се важеме, и дека го очекува тоа, бидејќи сите знаеме што се правеше 7 години, но еве денеска се испокара и со еден од 6 градоначалници, меѓу другото. Да бидеме реални, да бидеме искрени, она што се случуваше во изминатите 7 години набавки, дали се набавки на вакцини од колку од фирма која што има еден или двајца вработени, дали беа набавките во здравство за кое се сеќавате, се аплицираше од имейлови како жути, не знам, Yahoo и така натаму, излегуваше дека аплицираат адвокати кои што се на иста адреса со адвокатите на Заев, можеби тие кои што пишувале за тужбата. Сите тие скандали кои што Јагленот, на фирмата за гаки што контролираше автопат изградба, да. Фирмите за Јаглен се сеќавате дека беа регистрирани неколку денови по објавување на јавните огласи за јавни набавки и така натаму. Сето тоа не може да помине без заштита од обвинителството. Тие луѓе функционирале под одредена заштита. Во моментот кога ќе направите независни институции, ниту еден независен професионалец, верувајте ми на зборот, без разлика од која политичка партија и провиненција вие доаѓате, нема да премолчи на криминал. Не постои таков човек, не постои професионалец, дали вие сте од една или од друга партија, кој што ќе дозволи вие да управувате со јавни финансии на начин на кој што ќе се богатите вие или некој ваш близок, по примерот евро за мене, евро за Вицето. Не постои таков човек. Значи, станува збор за луѓе кои што се уценети, кои што се седнати во скут и така натаму, не би сакал да коментирам. Со ослободувањето на институциите значи дека сите ќе работат она за кое што добиле одреден мандат од народот. И нормално е во ваква констелација да ги фаќа паника. Што се случува овде со лидерот на опозицијата, кој што налик на Петар Пан, кој што не можеше да си ја најде сенката, барајќи ја поддршката и функционирајќи како лојалист на Заев, се гледа дека не само да ја губи поддршката од граѓаните, ја губи поддршката и од своите внатре во рамките на партијата. Згора на тоа, ако го додадете она што се случи со Алфа, кој што за мене и за мојата перцепција е уште пострашно. Затоа што Република Македонија, и вие сами знаете, е дел од и секогаш сме биле под мониторинг. Ако сме ние, ако не следат, како да ви кажам, ние не можеме да си дозволиме да имаме одредена опозиција која што ќе се заканува на новинари. Со измените, само да знаете, со измените на кривичниот законник од пред некоја година, вашата професија, новинарската професија и нападот кон новинари е изедначен со напад кон службено лице. Односот на Венко Филипче кога напаѓа новинар кој што му поставува прашање од Алфа е исто како односот кога ако вас ви дојде било какво службено лице се обиде да ви легитимира, да ви побара лиценца, да ви побара фискална сметка, вие да му се обратите со зборовите аве фаќа паника. Замислете по тој пример да почнат. Замислете по тој пример да почнат да се однесуваат граѓаните. Еве било кој граѓанин кога ќе го сопре полициски службеник, ако му рече еве вашата возачки сообраќајна, вие да му речете а тебе те фаќа паника? Ќе те ослободам, затоа што ќе леташ. Ќе те ослободам утре од тие газдите твои така и тогаш ќе правам со тебе муавет. Да, новинарската следува по себе. Еве зборувам според закон. Новинарската професија според кривичниот законник е изедначена постапувањето на новинарот со постапување на службено лице. Нападот врз новинар, без разлика, дали е вербален, дали е физички, е како напад врз службено лице. И ви имате лидер на опозиција која се дрзнува да нападне службено лице во вршење на својата работа.
И мислам дека тоа е многу поскандалозно отколку што се прифати, би рекол, во јавност. И не смее да биде дозволен таков напад, затоа што ние како политичари и според Европската повелба за слободите и правата на граѓаните, ние мораме да имаме повисоко ниво на толеранција. Јас лично сум бил предмет на дискредитација, меѓутоа нашата обврска е секогаш да дадеме одговор кон новинарот. Понатаму, вие можеби некојаш ќе бидете и дел на дискредитација, и прифатливо е вие да упатите критика како политичари. Тоа се прифаќа. Меѓутоа, не е критика кога вие вербално напаѓате, кога вие префрлате за сторување, нели, или несторување на кривични дела и донесувате заклучоци за како работеле. Тоа е неприфатливо во едно демократско општество. За жал, Чиракот Назаев на тој начин одлучи да го води Социјалдемократскиот сојуз, и за жал тоа е на сметка, би рекол, и на демократските процеси во Македонија, затоа што не е седно кога имате лидер на опозиција кој што не знае во која држава е опозиција, во која држава е власт, и кој што патем се заканува на новинари и се меша во уредништвото на независни медиуми, кој што ваша е слободата како вие ќе го интерпретирате она кое што ќе го кажеме ние политичарите. Да се ставате во улога во која што вие напаѓате, вие ја уредувате и уредувачката политика, и на крајот на денот се прикажувате како ослободител, е навистина, би рекол, понижувачки. Ќе биде интересно, Левков, кога ќе дојде следниот извештај на Freedom House, на Репортери без граници, на Совет на Европа, на Европската комисија и сите, каде што ќе биде наведено дека има пат во слободата на новинарството, атаци и сето тоа, знаеш што ќе биде најинтересно, што повторно ќе излезе СДС и тие ќе мафтаат, те има пат, а тие ќе бидат најзаслужните за тоа. Нели, не знам дали него сваќа тоа, бидејќи ти најдобро знаеш дека мониторингот е секојдневен, не по амбасадите, не по секаде, доаѓа извештај што направил, кој направил, особено како лидер на опозиција, макар тоа лидер е во наводници, нешто што оди надолу, не може да биде лидер, но еве лидер е, го прави тоа што го прави, и ова не го кажувам за тоа што не напаѓа, ама и го кажувам, заради тоа што не напаѓа, никогаш нема да останеме така, бидејќи еве кај да ќе не затворат, нели? Целата таа работа, тоа е ширење на страф и немир меѓу 120 луѓе во телевизијата, нели? Посакување некој да остане без работа, ви пропаднаа газдите, уште хихи, хаха да речено. Нели се свесни дека тоа што го прават ќе влезе во извештаите и е влезено веќе на светските најмеродавни организации на оваа тема, и утре ќе го пишува тоа. А директно ќе го пишува и нивниот им лидер дека тоа го направил. А оценката на која што тие злорадо сигурно ќе се радуваат и ќе мафтат и ќе ве обвинуваат вас. Тоа е парадоксот на целата приказка. Јас не за џабе реков дека кога сте носител на јавна функција, Венко е пратеник во собранието на Република Македонија. Председател на опозицијска председател на опозицијска партија. Вашето однесување има одредено влијание во општеството. И не е во ред да се гради наратив во кој што може да се напаѓа, без разлика дали е новинар, дали е службено лице и така натаму. Мораме да имаме почит едни за други. Ваквиот однос кој што му се случува поради тоа што навистина е изгубен, и вие и сами споминавте, гледате дека предизвикува конфликти на секој чекор. Има конфликти со внатре-патриотско членство, има конфликти со медиуми, има конфликти со градоначалници кои што пред неколку месеци самиот тој потпишал и поднел за нивна кандидатура. Тоа само ви укажува. Фоторобот го нарекуваше дека тој е пример, урнек за како треба да изгледа и што да прави еден градоначалник. Тоа беше пред 6 месеци истото. Денеска го објавив тоа. Значи и сега тоа е најлошиот кој што ги труе криво паланчани, така е според нели она што го напиша СДС. Малку е доктор Джекил and Хайд или пак волшебникот Тарара кој што е 5 минути добар, 5 минути лош, за жал во приказка. Тоа е една параноја влезено, кога влегувате во параноја, која што има една цела, тоа е задржување на позицијата на која што вие се наоѓате, меѓутоа тоа не можеме да бидеме изненадени затоа што се сеќавате на претходните избори како практично го лажеа целото членство дека анкетите биле погрешни, а видовме како убаво педантно хируршки сите министри се наместија токму на добитните места и сега се влезени во собрание, така да излегува дека тие добро им верувале на анкетите и знаеле што ќе покажат, додека ширеа
би рекол некои лаги за очекуван резултат. Така и сега. Знае дека и наредните избори се завршена работа и нема шанса и единствено најверојатно сака да ја зачува лојалноста кон Зоран Заев, тоа му е приоритет и за жал покрај изгубената поддршка кон народот кој што е веќе завршена работа, гледаме дека ја губи поддршката и во рамките на своите редови. Тоа е една тесна клика на лојалисти кои што се познаа по громогласниот аплауз, кои што се изгубени на демократскиот пат, кои што се изгубени на патот на комуникација со јавноста, остануваат ширење лаги, ширење параноја, одредени клевети и предизвикување на конфликти на секој чекор без ниту една креативна и конструктивна идеја. Така, една клика составена од лојалисти, да те надополнам, конформисти и опортунисти се гледа на многу, но една работа што ја спомена се вика параноја. Ти спомнав и пред емисијата, прочитав едно интересно соопштение, не бадија да го земав, зборуваме за паранојата. Еве да видиме што денеска напиша СДСМ или СДС. Ова е дел од операцијата со Black Cube, приватниот Мосад, што Мицкоски и криминалната група го ангажираа за следење на опозицијата и фабрикување афери. Ајде добро до сега. Колку таа организација нема морал се виде и во Унгарија и во Словенија. Во Унгарија дури влегле во спалната соба на Петер Маѓар и му поставиле камери за да направат приватни снимки да создадат скандал. Во Словенија правеле исто со Јанша, тајно ја снимале опозицијата. Оваа фирма и во Словенија и во Македонија дошла директно преку кој друг, ако не преку Орбан, вели СДС, поранешниот премиер на Унгарија, кој што самиот сега се соочува со сериозни истраги за криминал и корупција, кој што не е точно меѓу другото, се уште е прерано да се соочува со било што, но еве, си слушнал за оваа Black Cube, приватен Мосад организација која што ја следи македонската опозиција, зборуваме за параноја. Па токму во насока на која што рековме, ширење на параноја, лаги, одредени фабрикации, да спомену, и пак ќе кажам, тие заборавија во која држава се опозиција. Опозицијата и во Словенија и во Унгарија без разлика настапува и се обраќа на своите граѓани и на своите гласачи со одредени пораки кои што се водени и се мотивирани од теми кои што се важни за државата. Каде во целата таа приказка се гледаат самите себе социјалдемократите, мене не ми е јасно. И за кои скандали станува збор? Дали му ги измисли и му ги фабрикуваа вакцините од Хонг Конг? Кога за тоа излезе потврда од Централен регистар во Хонг Конг дека е фирма со 20 вработени? Дали тие фабрикации излегува за Зоран Заев и за неговото дека самиот беше начело на телото за судски реформи? Или за набавките на јаглен кои што се спорни? Или за набавките кои што ги вршеше во Министерството додека беше? Или за другите скандали кои што ги тресеше? Не постои скандал за кој што јавноста не е добро запознаена и за кој на крајот на денот не се потврди дека е базирана на вистински наводи. Така да, не постои простор, не постои сценарио во кој што било каква агенција, од било каква провиненција, светска, странска или домашна, ќе фабрикува нешто за луѓе кои што самите фабрикуваа скандали на дневно ниво. Вратете ги вестите, вратете што се случуваше во времето на СДСМ и дуи на нивната влада, имавме дневна продукција на скандали. Дали се тоа началници фатени во шверцо на генерални секретари на влада во низа двајца, тоа е апсолутно една држава. Градоначалници фатени со шверц на цигари и други наркотични средства. Лиценци за фабрики за марихуана практично кои се печатија секојдневно. Сето тоа ли е резултат на фондови Еразмо, да не забораваме. Да, сето тоа ли е резултат? Не постои такво сценарио и мислам дека ова не и проаѓа кај граѓаните. Јас не знам кому му се обраќаат. Јас ви гарантирам дека не постои човек во државата кој може да поверува дека одредена агенција може да продуцира скандали на начин на кој што ги продуцираа самите СДСМ и ДУИ. Или на крајот на денот, ако тие признаат дека тие самите биле дел од таа агенција за продукција на скандали. Практично, ви имавте една власт која секојдневно ви продуцираше скандали, судство кое не даваше никаков одговор и самото себе си се доведе на 97% недоверба. Имате лидер на опозиција кој што губи катастрофално во континуитет, секојдневно има од параноично по параноично соопштение и на крајот на денот излегуваат со
со едно вакво, би рекол, врв на таа параноја во која што се споменуваат и одредени агенции. Меѓутоа и други две држави меѓу другото и политичари. Да, доволно се едуцирани нашите граѓани да знаат дека вакво нешто не поминува. Уште еднаш нека се запрашаат кому се обраќаат како опозиција, какви пораки испраќаат и каква корист има државата од нив. Со приватниот Мосад се рачна и со израелците за прв пат. Меѓу другото, предходно се рачна со Унгарија, предходно се рачна со Велика Британија, сега со рачкањето во стратешкиот договор и со рудникот за антимон кој што е во план, се рачна директно и со Соединетите Американски држави. Најпрвин, меѓу себе се расправаат, таму е како рогови во вреќа, велат, го гледаме тоа, го видовме тоа и со градоначалникот Крива Паланка, го видовме со Шилегов, го видовме со многумина деспотовски кои што сите кои што се против и викаат не вака, Венко ништо чудно да го тргне и Сашко утре од СДС да го отпише, иако мислам дека нема бидејќи имаат премалку градоначалници, но се расправаат меѓу себе, се расправаат со медиумите и сега се расправаат со меѓународниот фактор кој што цел живот облетуваат околу него најсервилните политичари во историјата на Македонија, сме ги виделе од нивните редови и ги гледаме во нивните редови. Истите тие луѓе сега се рачна со не со кого било, со Унгарија која што е државиште, со Британија да не зборуваме и на крајот на краиштата, ајде да не се шегуваме можеби со Израел, Мосадот го спомна само така, но со Соединетите Американски држави се речка сега. Како гледаш на овој факт? Три подобри докази дека таму е страшна паника од нешто што ќе следува. Мислам дека подобри докази нема. Губење на кормилото. Значи, вие како опозиција морате да градите одреден наратив и да знаете кон кого се обраќате, зошто се обраќате и која е вашата цел. Секогаш државата има една заедничка цел, еден консензус, дека кога станува збор за односите со надворешните партнери, ние мораме да имаме, без разлика колку и да сме поделени внатре, мораме да имаме еден кохерентен став. Неодговорно е за државата вие да глумите опозиција, клеветејќи ја својата држава надвор, и неодговорно е правејќи си непријатели надвор. Меѓутоа, ќе ве потсетам, само што се формираше новата влада после парламентарните избори на ВМРО, ДПМН и коалицијата, прво што направија Зоран Заев и Венко Филипче беше еден роуд шоу низ Грција, каде што тие практично работеа на клеветење на својата држава и што се ние не сме исполниле. Работење спротивно на македонските национални интереси. Потоа тоа продолжува со една серија напади. Македонија е прва земја во регионот која што потпишува договор за стратешко партнерство со Обединетото кралство, кој што е една од најстарите демократии. Империја. Тие ја нападнаа колку бил штетен договорот, ширеа лажни вести. Во истиот момент се зборуваше дека Македонија се задолжила за, не знам, за 5-6 милиарди евра, што е апсолутно неточно. Секој од тие, тоа беше една рамка и секој од тие заеми, ако дојде до тој заем, е поврзан со одреден проект, со планска документација и секој од нив треба поединечно, нормално да помине и на собрание. Меѓутоа тие тоа не го кажуваат, тие го кажуваат на друг начин. Прво спореа дека е договор, велеа дека е спогодба и така натаму, на еден куп. Понатаму се сеќавате на серијата закани за мигранти кои што доаѓаа во Македонија. И токму тој кој што потпишуваше документи измена на детални урбанистички планови за градење на кампови за мигранти, излезе дека е најголемиот спасител, пак во наводници ќе кажам, и се бори против говор на омраза. Зошто? За на крајот на денот да биде демантиран директно од британската дипломатија. Каков лидер на опозиција сте вие кога Велика Британија има свој дипломати кои што ве демантираат директно? Понатаму се напаѓа и стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави и секаде каде што Македонија има своји пријатели, без разлика дали е тоа Унгарија или некоја друга европска земја, тие наоѓаат на одреден начин преку соопштение и така натаму да влијаат. Се сеќавате кога беше исто така демантиран од каде потекнувале средствата од унгарскиот кредит, кога беше демантиран директно, кога рекоа парите кои што ги добивате се европски пари и тоа не треба вас да ве загрижува. Сакам да кажам, една политика која што континуирано
се настојува да гради непријател или, ако не се непријатели, барем да создава тензии. На тој начин не работите ниту во корист на вашето членство, ниту во корист на државата, ниту пак имате улога на опозиција. Само човек кој што поларизира и создава, би рекол, тензии и на тој начин се одржува. Друго објаснување немаме. Так. Имаме уште теми за отворање, ке зборуваме и за Бугарија, она што се случува таму, но и она што се случува кај нас, еве ги спомена сите овие држави по кои што удрија. Настрана најдобри другарчиња се со оние кои што ни ги блокираа евроинтеграциите, многу интересно, има тука многу муабети, ковчежиња, ред други работи. Со нас е Миле Левков, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е пратеникот Миле Левков. Зборувавме за она што се случува во Македонија, сега повеќе она околу Македонија, бидејќи сме сведоци повторно на еден евроинтегративен процес кој што застана каде што застана, повторно благодарение и повторно парадоксално на оние кои што денеска се најгласни за, зарибаниот процес за изолираната Македонија, а тие го направија тоа што го направија. Тие го прифатија францускиот предлог кој што не смееше да го прифатат, додека вие како опозиција и ние како народ седевме надвор десетици илјади и викавме не, анкетите покажуваат 80% и над 80% дека не сака македонскиот народ и сите останати граѓани да се прифати. Тие го прифатија, но денеска се најгласни Левков околу тоа дека процесот бил заглавен. Да, заглавен, но на кукавишјото јајце е останато од нив и се вика француски предлог и сето она што е содржано во него. Најмногу сега во моментов е бугарите во устав, но не е само тоа. Вториот протокол, историските комисии кои што ќе треба да решаваат за Македонија и евроинтеграциите, ако историската комисија ти вика нема напредок, стоиме во место, мислам во превод сите овие работи. Како гледаш нова оние кои што ја направија белјата, ја укашкаа работата, сега тие се истите тие кои што се најгласни за тоа дека сме заглавиле многу цинизам во целата приказка. И цинизам и понижување на националните интереси на државата, да. Тоа е една платформа на која што најверојатно е единствен начин на кој што функционираше тоа двојство на СДСМ и ДУИ. Ке потсетам на времињата кога се представуваше дека единствен проблем е името, се направи она понижувачка промена на името како што се направи, што беше следно повторно блокади, повторно бевме спречени за влез. За истите тие луѓе кои што приредија и тоа понижување и ги приредија тие блокади кои што ни стигнаа во тоа време од Холандија, повторно седна и преговара она што се нарекува сега француски предлог, повторно беше зад затворени врати, се сеќавате, јавноста добро. Него добивте целосно само едно ливче. И во собрание на крајот на денот кога помина како заклучок без никаква можност да се интервенира ниту амандмански, ниту да има расправа. Едноставно тоа беше свршен чин во кој што беше поднесен, ќе го потсетам, во тој момент не постоеше ниту соодветен превод немаше да се најде, беше поставен само на страницата, чинам, на Министерството за надворешни работи, дали беше на англиски јазик поставено во последен момент, стигна некој превод во собрание без можноста да се интервенира во него како завршена работа, а во меѓувреме бугарскиот парламент си донесе одредени црвени линии, ставови на бугарската држава и така натаму. Некој ја доведе Македонија во таа ситуација во кој што е доведена, водејќи ги тие процеси за европреговарање и така натаму. И се сеќавате дека ние бевме лидери во лажни вести кога станува збор за евроинтеграции. Без разлика дали се лажевме во собрание кога стигнуваа закони кои што се со европско знаменци беа представувани како усогласување со европското законодавство, а немаше никакви кореспондентни табели, односно не се усогласуваа со ништо. Дали стануваше збор за пресконференции во влада во кој што се честита отпочнување на преговори, дали стануваше збор за селфиња од авиони во кој што повторно се честиташе дали стануваше збор за нарачани објави и нивни пресконференции во кои што практично само што не сме станале членка. Дали стануваше збор за одговори на пратенички прашања во кои што Заев, се сеќавате, викаше ќе пукнете од како беше, од завидлизам, па вадеше некои такви изрази и изуми во кои што сите му завидуваа на неговиот европски успех за да застанеме таму каде што сме застанати, односно во ќорсокак.
и повторно да се прикажува дека тоа е решение, мислам дека е неприфатливо во јавноста, затоа што прашањето кое што сега е наметнато над Македонија, кој е добриот дел во оваа целата приказна, е од сите истражувања дека е прашање со кое е добро запознаено, се добро запознаени граѓаните во Македонија, односно добро знаат за каков проблем станува збор и најголемиот број од граѓаните се против прифаќање на ваквиот начин на продолжување на преговорите. Она што е добро, дека конечно имаме влада и надворешна политика, Министерство за надворешни работи, дипломатија, премиер, министри и така натаму, кои што работат согласно интересите на граѓаните, затоа што граѓаните се свесни дека ваквиот начин кој што е предложен и е резултат на работата на предходната влада, без разлика тоа е дали е Заев, дали е Маричич, дали е Димитар Ковачевски, води само во еден слеп сокак, ќорсокак, кој што ќе представува бескрајно преговарање без никаква шанса некогаш да станеме членка на Европската унија, се додека нашите односи со Бугарија се вакви какви што се во моментот. Меѓутоа, она што би рекол е добро што се случува во моментот е дека нашите ставови се добро представени во рамките на Европската унија, па затоа имаме и предлози од високи европски представници дека е потребно да се смени начинот на започнување и завршување на преговорите, особено кога станува збор за отворање и затворање на поглавијата, и треба да се напушти принципот на консензус, затоа што со принципот на консензус можете да бидете блокирани на било кое поглавје секогаш кога тоа ќе го посака некоја држава, и процесот на евроинтеграција наместо процес на усогласување со европското законодавство ќе биде процес на решавање на билатерален спор, односно усогласување со бугарската внатрешна политика. Ниту една држава не смее да се вмеша во внатрешната политика на друга држава. Конечно, гледаме дека има повици од страна на високи европски представници дека потребно е да се смени овој принцип и да се гласа со одредено мнозинство, и вториот дел дека Бугарија ќе има конечно стабилна влада, и некој ќе каже да, меѓутоа бугарските ставови се јасни, стабилна влада во Бугарија ќе значи можеби уште поголема опасност за Македонија. Да, можеби и тие аргументи се точни, меѓутоа на крајот на денот имате бугарска влада која што ќе треба да ја води нашиот сосед, ќе треба да го води во наредните 4 години, и сами ќе треба да изберат дали Бугарија која ќе дојде 2030 ќе биде земја која што во изминатите години зрачала стабилност или зрачала блокади. Дали ќе си дозволи да влезе во третата декада од 21. век со тоа што нема да спроведува пресуди на Европскиот суд за човекови права и слободи. Затоа што сега одговорноста е лесно, се ја пренесуваат едни на други. Меѓутоа, оваа влада ќе има таа одговорност. Дали вие ќе си дозволите да бидете да водите влада која што ќе го блокира регионот, ќе блокира една мала држава како што е Македонија, а која во меѓувреме ги исполнува сите своји обврски кога станува збор за Копенхагенските критериуми. Од 2009-та е првата препорака на Европската комисија. Од 2009. Дали вие ќе бидете фактор за стабилност или ќе бидете фактор за раздор? И на крајот на денот, таа бугарска влада ќе треба да одлучува помеѓу истокот и западот, а ќе ве потсетам, Македонија е запад за Бугарија. Како објаснуваш еден, како да го наречам, лицемерен парадокс? Од едната страна, едната слика на Венко Филипче вчера беше, нели, на една телевизија, го има многу често, многу интересно, не знам зошто го има толку, бидејќи со процентот на гласови се не би требало, но го има, еве, тоа останува и на колегите и на сите, но истиот тој вика дека вие креирате вештачки непријатели, дека создавате тензии со соседите непотребни, и се дека вносот на бугарите и она популистичкото и хрватите кои што ни должни ништо, нели, ги вметнува за да ја ублажи целата приказка, не било ништо страшно. Тоа е сликата на Венко Филипче. Од другата страна имаме Томас Вајц, австриец, известител за Македонија во Европскиот парламент, кој што излегува, внимавај, тој австриец, и вика: вториот протокол во францускиот предлог кој што е наметнат е недозволиво да влезе во преговорите, не може идентитетски прашања да решаваат за евроинтеграциите, ова мора да се отфрли.
Венко Филипче и СДСМ немаат никаков проблем со вториот протокол со францускиот предлог. Австриецот Томас Вајц има проблем, како што и сите и европјани знаат меѓу другото, но е нели сепак Бугарија нивна членка, сето тоа. Овој парадокс на две личности кои што се едниот е наводно македонец, другиот е австриец и кој што едниот вика не е точно, се е супер, другиот вика ова е понижување буквално кажано на Македонија. Како го објаснуваш овој мизерен, да го наречам, парадокс? Целта на институциите, пак ќе се навратам на институциите, да го представуваат интересот на граѓаните. Конечно имаме институции кои што го представуваат интересот на граѓаните. Ако Томас Вајц има состаноци со наши дипломати, со министерот за надворешни работи, и ако се брифира од извори кои што не го лажат, ќе му ја кажат вистината. И ќе кажат дека македонскиот народ е горд народ кој што обстојувал овде со векови, ќе му ја кажат вистината која што се крие. Јас пак ќе ви кажам дека станува збор за искусни луѓе, дипломати кои што се водат од меѓународното право и она кој што тие ќе го кажат е принципиелно затоа што така е според меѓународното право, не затоа што тој е повеќе кон наша страна отколку од нивна страна. Ако Европа е запознаена со нашиот проблем на објективен начин, верувајте ми дека нема човек кој што нема да застане на наша страна, затоа што она што го бараме ние е почитување на пресудите на Европскиот суд за човекови слободи и права, практично бараме почитување на нивните правила, бараме да бидеме почитувани, а едно слоганот на Европската унија е обединети во различностите. Значи сето она што го бара Македонија, македонецот, граѓаните во Македонија, без разлика на нивниот етникум, е да бидат почитувани, прво да се почитуваме едни со други, потоа да бидеме почитувани надвор. Меѓутоа, долго време имавме дипломатија која што беше водена од оние луѓе кои што имаат други интереси, кои што се косеа со нашите национални интереси. Македонските интереси неверојатно никогаш ни не стигнувале до нивните уши, едноставно стигнуваа само клевети за опозицијата. Се сеќавате дека тие дипломатски средби користеа за во тоа време да ја клеветат опозицијата кога ние бевме во опозиција, за тоа ги трошеа своите патувања во странство и своите дипломатски средби. И сега конечно имаме дипломатија која што на нашите известители, како што е Томас Вајц, им ја представува вистинската слика. Ако вие ја представите вистинската слика и она што го бараме, а тоа е гаранции на нашиот пат кон Европската унија, со целосно преземање на обврските кои што треба да ги имплементираме, кои што значат усогласување со европското законодавство и минимална почит на правата на македонците, затоа што меѓународното право е базирано на реципроцитет, не заради нешто друго, затоа што е базирано за реципроцитет. Тогаш не представува никаков проблем да преидеме кон следниот чекор, без разлика, нека биде тоа и отворање на устав. Меѓутоа, непринципиелното интервенирање во македонскиот устав, без гаранции за понатамошни блокади и без исполнување на другите услови, представува диктат и тргнување на пат кој што, повторно ќе кажам, не е пат на усогласување со критериумите, ставовите и вредностите на Европската унија, туку е еден пат на билатерализација и усогласување со нечија политичка агента. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам на поканата. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.